Зашто всушност е овој протестен марш од мојот соговорник, генералниот секретар на партијата Игор Јанушев? Господине Јанушев, велите дека договорот со Грција е штетен за Република Македонија. Што мислите? Опозицијата пак обвинува односно власта обвинува од друга страна дека со ваквите протести и несогласувања кон овој договор фактички влијаете врз граѓаните. Каков е вашиот став? Нашиот став го имаме многу пати кажано во минатиот период, дека ние сме против овој капитулантски договор со кој се врши распродажба на националните македонски интереси, со името, со јазикот, со идентитетот. Меѓутоа, најголемата потврда на што го зборуваме се случи всушност пред некој ден со изјавата на премиерот Заев за грчка телевизија, каде што всушност сами откажува дека со овој договор единствено што се случува е дека се бранат единствено грчките интереси. Исто така во неколку случаеви слушнавме како тој воопшто не ословува нашата држава со уставното име, всушност со името кое што го имаме. И еве можеме јавно да го прашаме што значи она М во неговата изјава. Дали се срами да го каже името на нашата држава, дали се срами јавно да каже Република Македонија. Всушност од тука и се она што пред се грчките политичари, Ципрас, Коцијас и останатите го кажуваат е дека всушност не постои македонска нација, не постои македонски народ и гледаме дека нема никаква реакција нити од нашето Министерство за надворешни работи, нити од било кој друг релевантен орган, додека би рекол она кога се испушти од страна на премиерот за македонска армија, веднаш добивме реакција од страна на грчката страна. Така да мислам дека е доволно јасно дека нема човек во Република Македонија кој што не сваќа колку е ова штетен и колку е на штета на македонските национални интереси. Премиерот Заев најави референдум за при крајот на септември и почетокот на октомври со обврзувачки карактер. Се смета дека партијата се уште тактизира. Каков е вашиот став? Бојкот на овој референдум или сепак треба да се одржи? Во однос на прашањето за референдум би кажал дека токму Заев и владеачката СДСМ се оние кои што манипулираат во однос на ова прашање, бидејќи се уште не кажале дали ќе има референдум, доколку го има, кога ќе биде тоа, како што гледаме и сами вие кажате дека се манипулира со неколку можни датуми, без при тоа да се каже форматот на референдумот. Исто така имаме најмалку три различни тези во однос на потенцијалните, односно хипотетичките прашања кои што би се поставиле доколку би имало референдум. Она што ВМРО ДПМН го има како став е дека е против овој штетен и капитулантски договор и нашите ставови во однос на референдумот се движат во истата таа насока. Конкретно како ќе постапиме како партија во однос на ова прашање, ќе почекаме власта, бидејќи кај нив се сите механизми да кажат дали дефинитивно ќе има референдум, кое би било референдумското прашање, каков би бил обликот на референдумот и нормално датумот за негово одржување и пред се во која атмосфера ќе имаме можност доколку има референдум истиот да се спроведе, пошто ВМРО ДПМН јасно и гласно ќе го искаже дефинитивниот свој став. Да, за да има референдум потребно е да постои државната изборна комисија и да има членови. Повторно ќе споменам, власта обвинува дека ВМРО ДПМН го кочи овој процес на избор. Конечно, дали ќе предложите председател на ДИК? Како што знаете, во однос на ДИК роковите се истечени и од тоа што го имам како информација дека треба целата постапка да почне од ново. Било како повторно станува збор за манипулантски ставови од страна на владата и на премиерот Заев, вклучително со СДСМ. Меѓутоа, она што е битно да се знае, дека ВМРО ДПМН ќе постапува за заштита на националните интереси и дека ВМРО ДПМН во овој момент може само да каже дека нема никаков напредок во однос на преговорите со СДСМ. Во овој момент кога СДСМ ќе прифати да имаме демократски услови за спроведување без разлика ќе има референдум или некои следни избори, значи тогаш ВМРО ДПМН ќе се согласи да се формира ДИК, професионална ДИК која што ќе биде и ќе има капацитет и ќе биде во можност да спроведе демократски избори каде што на секој граѓанин ќе му се овозможи да си го искаже своето право на непосредни избори. Власта посочи дека подготвува импичмент за председателот Ѓорѓе Иванов. Кој е вашиот став по ова прашање и дали ќе гласате за уставни измени? Имајќи го предвид фактот дека овој договор, и тоа само не е став на ВМРО ДПМН, туку и став на речиси целокупната експертска јавност е противуставен, ако имаме во предвид дека прва обврска на председателот на државата е да го штити уставот и законитоста во државата, сметаме дека единствено нешто што е оставено на председателот Иванов е токму да не го потпише
указот за прогласување на договорот на законот за ратификација и сметаме дека исправно постапува и дури советуваме или очекуваме без разлика на сите случувања во понатамошниот тек во периодов и некои други сегменти од политичкиот живот во Македонија да почнат да се однесуваат во согласно со уставот и законите и да ги штитат македонските национални интереси. Впрочем, нешто што ВМРО ДПМН го прави секогаш. Ви благодарам за разговорот. Студио